Француските дизајнери го замислија да ја представува желбата на марката за предвидување на потребите на светот, нешто како своевидна лабораторија на идеи со која се истражуваат нови подрачја и пронаоѓа инспирација за размислувањето за утрешнината. Делува како забавно и пространо возило кое нуди поширока визија на мобилноста, осмислено да им биде постојан придружник на своите собственици низ нивните различни секојдневни потреби. Располага со интуитивна модуларност, со компактните димензии, добро ќе се снаоѓа во урбаниот хаос, а истовремено ќе нуди уживање во викенд патувања. Има чуден распоред на седештата со 3 во задниот ред и централно поставено возачко кое може да се ротира за 360 степени. По потреба покрај него од страните може да се постават уште 2 помошни седишта. Широките лизгачки врати овозможуваат лесен пристап до внатрешноста која може да се трансформира во простор за товар или за спиење, зашто во багажникот се наоѓаат 2 душека на надувување, а задните светла стануваат ноќни ламби. За деловни потреби возилото функционира како мобилна канцеларија со систем за видеоконференции кои се проектираат на ветробранското стакло. Од Citroen нагласија дека Ило има електричен погон, но детали не објавија. Останува да видиме дали со него француската марка ќе отвори ново поглавје во својата историја или пак ќе остане само неостварена идеја, како и многу нејзини други концепти.